Летаргичното Крушево, иако е исполнето со неподносливоста на јулската сончевина, сепак спроти Илинден овие денови неодмилливо го враќа својот некогашен джагор и бодрост. Уште повеќе, идејата ово прекрасно градче да стане единствен европски етноцентар ги буди надежите дека може да заживее туризмот, занаетите и малите бизниси во спој со илинденската традиција и сите ресурси што значат национално богатство и културен идентитет. Група на ентузијасти со перспективни идеи, неколку невладини организации и локалната самоуправа од Крушево ќе направат етноград, кој од идната година на отворен простор преку учество на жителите, на туристите ќе им го доловат илинденскиот период. Тука ќе дефилираат комити, војводи, аскер, но сега во првата туристичка република на Европа. Очекуваме комплетно да биде вклучено целото население во град Крушево. Тој проект, како што знаете вие, треба да трае од прилика 7 години и опфаќа една активност која што на крајот би значила дефинитивно не само промоција, туку и оживување на Крушево. Во проектот во кој Крушево ќе се разубавува со осмислени етносодржини, целта е да стане најпосакувана туристичка дестинација. Културно-историските споменици ќе се реновираат, ќе се обноват, исто така ќе се вклучиме во обновувањето на фасадите во градот, значи во целото она што значи за заживување на овој проект. Проектот во кој ќе се преточат многу идеи и иницијативи е комплексен и потребна му е поширока поддршка. Ова идеја е голема шанса градчето внесено во највисоките балкански простори да го внесе во Европа. Меѓутоа, ќе можат ли крушовчани тоа да го прифатат и да излезат од 20 годишната летаргија во која чмајат и се борат за својата екзистенција? Но како ќе се анимираат тукашните жители? Локалното население секако дека ќе даде своја поддршка на овој проект, особено што во овој момент Крушево се наоѓа на, би рекол, економската стапка на најниско ниво. Од септември па до јуни идната година ќе има многу искушенија и предизвици во сите подготовки. За сега сите се оптимисти. Крушево со своите убавини, свои природни убавини, има како етно, мислам, туристички да се развие. Само како да речем, треба малку помош од државата. Па зошто да не? Гумење, Македониум, Жичница, Мечкин камен, староградски пансиони, цркви, илинденска атмосфера и големо гостопримство, нели е тоа вистинската формула да не привлече прво нас, а потоа Европа?